Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер на Радио Лидер. Наш вечерашен гостин беше делото на техничка влада, беше заменик министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, господинот Цветан Трипуновски. Добро вечер, господине Трипуновски. Добро вечер, благодарам на поканата. Вака, вие сте дел од вашата, као дел од вашата матична партија ВМРО-ДПМН. Денеска организиравте една панел дискусија посветена на 4 години влада предводена од СДСМ. Насловот на вашата дискусија беше 4 години заев, 4 години украден живот, доста. Вие имавте неколку поенти. Ајде едноставно да резимираме што е тоа, со што се соочија се македонските земјоделци овие 4 години. Токму така, значи денеска организиравме по повод 4 години власт на СДСМ во Република Македонија на панел дискусија на која што ги отворивме најголемите и најгорливите проблеми со кои што се сочуваат граѓаните од погубните политики на СДСМ, речиси во сите сегменти. Помеѓу учесниците нормално јас ги презентирав сите оние погубни политики во делот на аграрниот сектор во Република Македонија кој што ги направи СДСМ. Ова не е чист популизам и ние како опозиција да напаѓаме власта заради тоа што сме опозиција и сега ги напаѓаме СДСМ кој што се власт. Не, напротив, ова се реални дискусии, ова се реални ситуации кои што ги преживуваат македонските земјоделци. Значи денеска јас и на панел дискусијата, еви во вашата емисија сакам да продискутираме за сите актуелни проблеми изминативе 4 години. Знаете, секоја промена на власт во ширум светот е речиси нормална работа и нормално е секоја наредна власт да биде подобра од претходната или да има некој континуитет во работењето. Нажалост во Република Македонија со доаѓањето на СДСМ не само што нема континуитет. Можеме со сигурност да кажеме дека имаме враќање десетици чекори уназад или години назадување во овој сегмент. Еве ќе кажеме и зашто. СДСМ во предизборието 2016 година, имајќи го фактот дека во Република Македонија преку 40% од населението на директен или индиректен начин се занимава со земјоделство, ја искористи таа таргет група да презентира и да понуди проекти кои што ќе бидат подобри, односно ќе донесат живот во Република Македонија. Ќе почнеме со субвенционирањето и загарантираниот сигурен пласман на земјоделските производи како најгорлив проблем во Република Македонија. Ветува гарантен фонд 6 милиони евра, не знам, навремено исплаќање на субвенциите, демек имало претходно селективна исплата и така натаму. Сега, после 4 години власт на СДСМ, кој што во Министерството за земјоделство променија 3 министри, имаме назадување во тој сегмент. Сега да отворите програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, имаме некаде преку 1,5 милиарда денари за останати обврски по основ на неисплатени субвенции. Сведоци сме дека изминативе 4 години немаше земјоделски продукт кој што не заврши или на буниште или на улиците истурено како знак на револта. Да ве потсетам дека пред известно време Преспанското езеро беше полно со преспанските јаболка, бидејќи се откупуваше јаболкото по мизерни 0,5 до 1 денар за килограм. Да не збориме за оризарите од Кочанско. Минатата година лоздарите од Тиквешијата практично родот им беше земен за безпари. Оваа година гледаме дека тутунарите ја преживеа најтешката година. Значи нема сегмент во овие 4 години каде што ниту една категорија земјоделски производител не почувствува некаков бенефит. Значи оние 160 проекти кои што ги понуди СДСМ во 2016, јас правев една кратка анализа, преку 75% се нереализирани, 10% се почнати во некоја почетна фаза, а останатите се препишани проекти од времето на ВМРО кои што практично се реализирани како такви. Освен некоја ситна шминка со законска измена во некој од законите, друго ништо нема сработено. Ова не се само празни популистички зборови како што кажав да ги напаѓаме заради тоа што сме ние сега опозиција, не, ова е факт во Република Македонија. Денес земјоделците се доведени да едноставно не знаат како да преживеат крај со крај. Кратка една анализа, во Република Македонија има 30.000 тутунари кои што се запишани во регистарот во Министерството за земјоделство. Кој ќе го помножите со 4 члена во семејството, доаѓаме до бројка од 120.000
наши сограѓани кои што живеат од оваа гранка. Изминатава година нивниот труд беше потценет и родот им беше земен по мизерни цени. Ај што им го зема родот по мизерни цени? Допред ден-два ги оценува и со субвенциите кои што се загарантирани како култура. Значи тоа е она што значи владење на СДСМ. Уназадување на процесите, незаинтересираност кон секторот земјоделство, освен во делот кај што има некаков процент или кај што има некаков бизнес интерес. Бизнес интерес, ќе ви кажам и зашто го говорам тоа. Законот за тутун го промени и дозволи да се увезува тутун во Република Македонија. И сега во Република Македонија се увезува тутун од околните наши соседи, а домашниот се откупуваше по мизерни цени, затоа што, колку што има информации, и дел од раководството на СДСМ и во владата имаат бизнес интереси во тој сегмент. Значи домашното производство ќе се потценува, ќе се подгазува, а ќе увезуваме од страна затоа што имаме некаков бизнес интерес. Па бевме сведоци на некој скандал во од Крио Паланка каде што беа фатени шверц, една компанија шверцуваше тутун во Република Македонија блиска до некој од раководството од СДСМ. Значи тоа е реалноста во Република Македонија. Едноставно, каде и да се свртиме, имаме назадување во процесите. И практично денеска со оваа панел дискусија правевме на резиме на овие 4 години погубни политики на СДСМ во секторот на аграр. Во предизборието од Радмила Шекеринска, Зоран Заев, Лјупчо Николовски, кои не се изнаредија пред откупните пунктови да кажат дека странски купувачи ќе се тепаат во Македонија кој повеќе да откупи земјоделски производ. Тоа беше само на хартија и на добра промоција во предизборието, а реалноста беше сосема поинаква. Нема земјоделец кој што не заплаче од овие политики кои што ги водеше СДСМ. Господине Трипуновски, има еден тренд последниве години во Македонија, ја лично не се согласувам дека ништо не е одинато. Баш напротив, може да приметиме дека никнуваат плантажи за марихуана како печурки и нашава држава креира домашни наркобосови, драглородови. Затоа што сме сведоци дека полицијата во неколку наврати запленуваше марихуана која што излезена од тие плантажи. И еве каква порака се упатува на земјоделецот, како да го мотивирате и стимулирате ако им давате шанса на друга категорија на луѓе. Како очекувате честните луѓе кои што имаат по себе дали е со жито, дали е со ориз, што и да одгледуваат. Така. Едноставно добиваат конкуренција во еден друг сегмент, нешто што не требаше ние како држава да си го дозволиме. Во право сте, значи јас сум постојано и нормално и ние како политичка гарнитура повеќе на терен помеѓу земјоделците. Факт е дека се говори дека наместо да работиме на зголемени површини под жито и под земјоделски култури кои што ќе носат зголемен девизен прилив во Република Македонија, сведоци сме дека во секое село никнуваат по плантажа 2 на производство на марихуана, па гледаме како што сами кажувате дека по улиците и магистралите широм нашата република ги фаќаат како го транспортираат тоа наркотично средство. Жалосно е тоа, значи пак ќе повторам, ветува се и се што, ветува живот на земјоделците во Република Македонија, а донесува уназадување и криминални действија во овој сегмент. Значи не може да биде за една држава приоритет марихуаната да не биде пшеницата. Не може да биде приоритет марихуаната да не биде оризот, тутунот, јаболката, градинарските култури. Значи нашиот земјоделски производ е широко признаен широм Европа и светот. Жалосно е да ги оставите оваа категорија кој што, пазете, земјоделството е едно од носечките економски столбови на нашата економија, кој што има девизен прилив во нашиот буџет. И сега ви тоа го ставате на страна, ги земате во предвид интересите на вашата фамилија и го форсирате бизнесот со марихуана. Тоа земјоделците го гледаат. Никој веќе не сака да работи за празни джепови. Сите имаат семејства кои што сакаат да ги прехранат. Со вакви политики, ние со ваква тенденција ќе немаме земјоделци во Република Македонија. И како капак на се, како круна на неуспехот на ова 4-годишно владење е законот кој што го планира за продажба на земјоделско земјиште, кој што се надеваме продолжение ќе го фатиме тоа. Тој дел. Ајде се да ве прашам една малца поинаква насока да фатиме. ВМРО да помена беше на партија што 11 години беше на власт, меѓутоа се
воспоставија некакви стандарди во насока на редовно исплаќање на субвенции, воведување на субвенции за некои категории, качување на цената, се сеќаваме тутунарите која драстично беше качена цената на субвенциите, износот на субвенциите. Едноставно, еве, вие сте 4 години опозиција, ајде вака да го преформулираме, што се овие 4 години, што имавте вие во изборната програма и што се можеше и мораше да биде спроведено во државата? Токму така, ние на последните парламентарни избори понудивме своја програма Обнова за Македонија, каде што, еве, конкретно во овој сегмент понудивме многу работи кои што ќе значат подостоенствен и по-профитабилен живот на секој земјоделец. Значи, почнувајќи од онаа категорија субвенции во Република Македонија кој што, да подсетиме, ја воведе ВМРО ДПМН во 2006 година. Претходно субвенционирање беше со некои 2-3 милиони евра. Ние кога дојдовме 2006 година, една од првите работи беше зголемување 10-кратно на субвенциите, затоа што тие субвенции беа најпотребни на земјоделците. Пред 2006 година субвенции воопшто не ни беа спомнувани како тема. Тоа беа многу некои минорни суми кои што практично кои ќе ги поделите беа тоа незначителна сума на субвенции кои што не значеше ништо како дадена вредност на секој земјоделец. Значи, од неселективен и навремен исплата на субвенциите. Тоа беше практика и во времето на ВМРО, кога имавме ние календар за субвенции и секоја категорија земјоделци знаева во кој период од годината ќе ги добијат субвенциите за да можат да ги планираат во процесот на производство. Денеска гледаме дека не се случува тоа. Од делот на неселективната исплата на субвенциите. Значи ВМРО ДПМН во минатото нити во иднина како носечка партија на извршната власт нема да ги дели земјоделците ниту по верска ниту по национална припадност, затоа што тие земјоделци подеднакво произведуваат храна. Значи во речиси во секој сегмент од нашата изборна програма, дали било земјишна политика, дали било водостопанство, дали било во делот на шумарството во Република Македонија, за секој сме имале конкретен предлог и идеја. Еве го спомна водостопанството. Нашата цел во програмата Обнова за Македонија беше следен. Климатските промени си го прават своето и без вода практично не можеме да замислиме рентабилно земјоделско производство. Ние во програмата предвидовме 20 милиони евра годишно, на годишно ниво, инвестиции во постоечки изградба на нови капацитети за наводнување со 10 годишна програма. Значи 200 милиони евра само насочени во делот на водостопанството во Република Македонија. И немаше да имаме како сега што имаме исушени езера. Исушени езера, нема да имаме распаднати системи и така натака, затоа што потенцирав, климатските промени си го прават своето. Ние може да даваме субвенции, може да распределуваме земјоделско земјиште. И тоа ако нема вода да се тоа наводни, првен ќе се десеткува приносот, второ некаде нема да може да биде возможно производството како што е овчепелијето. Значи тоа беше и се уште е наш мотив за работа за утре кога ќе бидеме извршна власт да можеме да ги премениме овие работи. Не знам во земјишната политика да формираме агенција посебна која што ќе управува со земјоделското земјиште. Во делот на шумарството еден сет на мерки кои што први ќе значат заштита на шумскиот фонд, домаќински управување на шумскиот фонд, обновување на шумите, не знам, пошумување годишно и така натака, формирање на посебна агенција во тој дел. Значи склоп на мерки кои што навистина ќе значат сериозен пристап кон овој сектор. Значи ВМРО ДПМН во минатото беше условувана како земјоделска влада. Ние не се срамевме, се уште не се срамиме од тој епитет, меѓутоа тоа значи дека сме биле грижливи кон оваа категорија на граѓани, затоа што Македонија пред се земјоделска земја. И тоа ќе остане во фокусот и во наредниот период. Се надевам час поскоро ќе бидеме власт во Република Македонија, каде што уште еднаш ќе покажеме дека знаеме како да ги водиме тези земјоделски политики. Се сложуваме, еве да бидеме и реални, сме имале можеби некои работи кои што не сме ги завршиле или не биле добро завршени. Меѓутоа поучени од тој период. Во таа програма која што ја понудивме минатата година, сите тие аномалии сме ги имавме коригирано. За споредба, имавме во времето 11 години власт една мерка за млад земјоделец кој што беа неповратни 10.000 евра средства. Во новата програма која што лани ја понудивме, видовме дека по сите економски показатели таа сума е многу мала за да се отпочне некој фамилиарен семеен бизнис во делот на аграрот. Па затоа таа мерка ја зголемивме на 50.000 евра неповратни средства, се со цел да можеме првенствено да ги задржиме младите луѓе во Република Македонија, да не се иселуваат и второ да основаат и семејства и да работат и да допринесуваат во овој сегмент. Затоа што не е само да креирате политики за
актуелното население. Треба да креирате политики кои што ќе го задржи, а можеби ќе убедиме некои од кои што веќе напуштиле државата да се вратат назад. Значи можам да редам сет на мерки кои што на вистина ќе се реални, се спроведливи и нема да останат само на хартија како што тоа го прави СДСМ овие 4 години. Ајде сега да опфатиме оваа тема, да ја започнеме со распродажбата на земјоделското земјиште. Се започна од една сума, да последната сума која што ни информираше премиерот зајав дека државата очекува приходи од 500 милиони евра од продажба на земјоделско земјиште. Говориме по цени од 1 евро за квадрат. Прва работа тоа е распродажба на половина од територијата на државата. Друга работа е, мене лично ме интересира, ако тоа земјиште е наменето за земјоделците, како земјоделците кои што немаат никакви приходи, немаат ни добиено субвенции, од каде им нив пари да си дозволат да купат земјиште плюс? Мене ми се допаѓа како го именувавте законот за распродажба, иако законот е за продажба, меѓутоа реално е за распродажба на земјоделското земјиште. Јас учествував на неколку дебати со актуелниот министер за земјоделство, имам држано и пресконференции како политичка партија сме реагирале. На почетокот сакам да потенцирам дека вакво понудено законско решение ни на сон не треба да помине. Затоа што ова со сите аномалии и скриени елементи кои што ги има во самиот закон, значи класична распродажба на земјоделското земјиште. Овој закон нема да има ниту економски бенефит за државата, меѓутоа и од безбедносен карактер е исто така под знак прашање. Во законот има многу скриени елементи кои што навистина ќе значат дека владата на СДСМ во креирање на ваквото законско решение се водела само од бизнис моментот и од некои бизнис интереси. Ниту е прашање заштитување на земјоделското земјиште како што е наведено во членот 2 од овој закон, дека со овој закон ќе се заштитува земјиштето, ниту па дека ќе имаме рационално користење на земјоделското земјиште. Значи, овдека главна водилка во креирањето на овој закон било бизнис интерес. Замислете вие најдоброто земјоделско земјиште со програма 3-годишна, каде што ќе бидат предвидени 50.000 хектари продажба на земјоделско земјиште. За ваша информација и за информација на сите слушатели на оваа емисија. Замислете, има одредба во законот, каде што владата, односно министерот, ќе може да склучи непосредна продажба во 4 очи на некој си така наречен стратешки инвеститор во Република Македонија. И сега да парафразирам. Тој може да биде и Елчар. Може да биде било кој моќник од светот, да дојде, да понуди некаков стратешки во наводници бизнис план за инвестирање, да го купи најдоброто земјиште во Република Македонија и да го добие правото на собственост. Во еден од членовите на овој закон, тој исти инвеститор, после 10 години владење на тоа земјоделско земјиште, ќе може да го пренамени во урбанистичко. Може да си направи собствен град на тоа земјоделско земјиште. Може да го препродаде. Ако сега го купи по мизерни 1 евро, може да го продаде за 10 години по пазарна вредност во тоа време помножена со 10, 20 или 30 пати. Значи да има економски бенефит 10 пати зголемен. Може на истото земјоделско земјиште да ги искористува сите минерални суровини кои што се наоѓаат во подолните слоеви. Значи сега од една страна велиме дека законов ќе го подобри земјоделското земјиште во Република Македонија, ќе има не знам каков бенефит, од друга страна водилка е бизнес моментот. И сега замислете 50.000 најквалитетно земјоделско земјиште, ќе дојдат некои сомнителни инвеститори со црни ташни во Република Македонија, ќе го купат тоа земјиште и после 10 години ќе прават што сакаат со него. А ние и нашите земјоделци кои што сега ги манипулираат и велат дека ова е закон за нив, не е за нив, подоцна ќе објасним и зошто не е за нив, ќе практично ја распродат Република Македонија. Меѓутоа, Предраг, тоа е суштината на владењето на СДС. Кога СДСМ е на власт, се распродаваат државните национални интереси. Го продаде името, идентитетот, сега останува земјиштето. Секој добар домаќин не продава земјиште. Секој сака да окрупни, да земе нешто плюс и да го зголеми своето имање. Во овој случај, со ова распродажба практично ќе останеме без несветото. Земјиштето и со устав е загарантирано како категорија од национален интерес. Еве, пак ќе спомнам да не бидеме ние само критичари и кошничари на целиот процес како што сакаат да не оквалификуваат.
Јас правев едно истражување да видам како другите земји членки на Европска унија го имаат решено ова прашање. Ајде да видиме туѓо искуство како во минатото тие држави го решиле. Верувајте дека нема држава во светот, ни во Европа, која што на ваков начин ќе го туѓи земјоделското земјиште. Значи сите си имаат заштитено максимално да го задржат земјиштето во сопствените редови. Не знам Словенија, не знам Унгарија, дури и сустав го имаат забрането продажбата на земјоделското земјиште како национално богатство. И сега ние се испаѓаме одека најпаметни, владава на Зоран Заев сака да донесе закон кој што е максимално транспарентен за него и да го распродаде, а другиве држави кои што се поискусни во сите сегменти од нас, си го заштитиле земјоделско земјиште. Значи тука е она, како да кажам, пуста желба за да се распродаде се што е национално и македонско. Ако го распродадеме што уште земјоделско земјиште, ние веќе ќе нема ни што да збориме за земјоделско производство, за аграр, за квалитетен земјоделски производ. И оние земјоделци наместо да ги окуражиме да работат, кои ќе го видат процесов, практично ќе се деморализираат. Спомнав дека овој закон не е за македонските земјоделци, ќе кажам и зашто. Првин, куповната моќ на нашиот земјоделец е многу мала, речиси невозможна, затоа што гледаме и сведоци сме секој ден дека земјоделците во Република Македонија молат за навремена исплата на субвенции, затоа што со тие субвенции плаќаат струја, плаќаат вода, купуваат намирници за да се прехранат, затоа што нивниот земјоделски производ не може да го пласира. И сега мислите дека таков некој земјоделец од Старамзалино ќе може да купи 10, 20, 30 хектари? Не, напротив, ќе гледа како некој друг му го купува земјиштето кое што е владарот на неговото село и он едноставно ќе гледа како друго работи или го препродава или го гради и така натаму. Што мислите зошто баш во овој момент се случува ова? Еве напоменавте вие дека нема такви примери во Европската унија, што баш точно јас се согласувам, што доколку ние би биле членка на Европската унија, сигурно постојат европски регулативи кои што не би го дозволиле ова. Ние како држава треба да имаме регулација на овој сегмент во уредувањето на земјишната политика. Меѓутоа, се е ствар на договор и преговарање како ние ќе се убедиме со Европска унија да го заштитиме домашното производство, односно домашното земјоделско земјиште. Ви кажав примери со Унгарија каде што практично е забранета и со устав е загарантирано правото на собственост и државата е единствениот собственик на тоа земјиште. Имат безброј други држави кои што имаат толку многу ригорозни правила што практично не можете да купите земјоделско земјиште. Странец не може да купи земјоделско земјиште во друга држава. Со така наречените стратешки инвеститори во Република Македонија, овдека во овој закон под скриен елемент се дозволува да станете собственик на парче македонска земја. Значи, ние како ВМРО ДПМН на ова законско решение силно ќе се спротивставиме и нема да дозволиме Тоа сега ве запрашав за вашите начини на действување, дали себе можеби можни протести за ова? Колку што има информација, законот се уште не е стигнат во собрание, затоа што пред некој ден беше на електронскиот систем прикачен. Очекувам дека денове ќе го пуштат во собранијска седница. Уште еднаш ќе го погледнеме дали имаат некои измени во овој дел, претпоставам дека нема да имат или евентуално ситни шминки за да замачкаат очи во јавноста, еве нели нивната дебата е отворена, се дебатира и така натака. Меѓутоа генерално сигурно ќе бидат насоките или предложените решенија исти како ова што беше на системот. Ние како ВМРО ДПМН со сите демократски средства во парламентот ќе се обидеме ваквото законско решение да не дозволиме да помине. И ова не е само став на ВМРО ДПМН. Ние го слушаме и гласот на земјоделците. Ова земјоделците не го сакаат. Иако власта и министерството сакаат да протуркаат теза дека се продава по ефтини цени и така натаму. Цената од 0,20 евроценти до 1 евро е правена за тие моќници кои што ќе дојдат надвор од Република Македонија да го купат. Ова не е цена за македонскиот земјоделец. Кажавме дека не е способен да купи земјиште затоа што е доведен до работна екзистенција. И во парламентот и надвор од парламентот како политичка гарнитура ќе се бориме ова законско решение да не помине. Се надевам дека ќе провлада разумот, што на жалост го нема во владата на Зоран Заев, меѓутоа со силен притисок ќе се обидеме ова разнебитување на македонското земјиште и на државата да го стопираме.
Со овој закон се сака да се продаде околу 7% од земјоделското земјиште во Република Македонија. Наместо да им го дадеме на земјоделците да го работат пробоно, без надомест, да се зголеми производството, да ги прехранат семејството, Зоран Заев сака да го продаде на мокници со сомнителни средства во црни куфери кои што ќе ги донесат во Република Македонија. Тоа нажалост е реалност. Еве и претходно вие напоменавте на почетокот дека последниве години сме сведоци на може слободно да кажам неубави сцени кога дете земјоделците изреволтирани, оставени на мака го искажуваат својот револт на протести. Еве пред нас е уште една сезона. Какви се вашите очекувања? Повторно ли ќе ги гледаме истите слики? За ваше подсетување на вашите слушатели, во изминативе години од погубните политики на Зоран Заев, кога дојде практично кажано нож до коска, земјоделците се собраа од цела Република Македонија и дојдоа да протестираат и да го кажат на демократски начин своето незадоволство од погубните политики. Да ве подсетам дека тогашниот министер и сега актуелен министер Оливер Спасовски им прати на земјоделците хермелини и полицајци наоружени до заби, за да ги стопират и да не додат до владата да го кажат своето задоволство. Во страв од сериозен револт им се прати војска, им се прати полиција, не баре упаднала не знам каква терористичка група во Република Македонија. Тоа е правиот однос. Јас, нажалост, морам да констатирам искуствено од изминативе 4 години дека во Република Македонија на поведок и уште една тешка година за земјоделците. Нажалост. За подсетување и за потврда на оваа констатација е фактот што минатата година, Предраг, кога имаше и се уште трајава светска пандемија со COVID-19 вирусот, кога полиците низ европските маркети беа празни со храна и со селенчук и со овош. Замислете за подсетување лани во Република Македонија во такви услови и пролетната зелка и други земјоделски култури се фрлаа по улиците и едноставно немаа цена. Тоа е неспособноста на дело. Кога најпотребна храната да не можете да ја пласирате и да ја продадете и на македонските земјоделци да им обезбедите екзистенција, прилив за државата, сте го решиле проблемот и им давате надеж дека треба да се занимаваат со таква гранка. Пред еден месец имаше пролетен мас кој што ја зафати теквешијата. Проценките на терен говорат дека измрзнувањето е 100%. Никој од владата, од министерството не излезе на терен да им рече дека ќе им ги покрие барем трошоците за производство. Со сигурна ситуација и во слична ситуација ќе се најдат и полјоделците и сите наредни сезони култури кои што доаѓаат наред. Затоа што приоритет на владата и на менеджерскиот тим во министерството и на сите институции кои што влегуваат во состав е набавка на возила, луксузи. Слушаме некои ручеци таму со илјадници евра се потрошени наши народни пари, ама земјоделците никаде не ги нема. Кога ќе дојдат избори сега пак медени во устите ќе излезат на терен и ќе кажат дека да, ние се грижиме за земјоделците, а овие 4 години ги доведоа до питачки стап. Оваа ситуација со короната па малце стопира иселување на младите од Република Македонија. Кој млад човек ќе сака да живее во држава каде што гледа дека неговиот родител се мачи како црнец од утро до вечер, на крај родот му го земаат или без пари или го фрла, и тој млад човек ќе го задржите во Република Македонија? Покрај она што е разнебитено судство, уценето раководство. Никој не сака да живее во таква држава. Така да, нажалост, очекувам дека ќе биде уште една тешка година за македонскиот аграр во Република Македонија. Само да поправам, тука има нова терминологија, се мачи како македонец. Па и ќе биде ми пример во светот како поим за измачен човек и биде се мачи како македонец. Еве споменавте вие тендери. Бевте заменик министар. Во тоа време предизборно еве да опфатиме и тој дел со нашето национално богатство шумите. Имаше една серија на тендери од македонски шуми. Сега го промени името национални шуми. Каде што беа потрошени неколку милиони евра, убави суми, на тендер за сеча и транспорт на дрва во време кога имаме многу дрвократци, во време кога треба да ги чуваме шумите, во време кога национални шуми има неколку илјадници вработени, толку нема кој да ги
сече и да ги транспортира дрвата. Вие имаше и серија и пресконференција Така, каде што така. обвинивте да. Меѓутоа, еве го тоа истото ми се случува и сега. Повторно на Бирото за јавни набавки има вкупната сума изнесува некаде околу 5 милиони евра, повторно собираат фирми кои што ќе прават сеча и транспортна повторно пред избори. Предрагов, пак јас Говориме за милиони евра. Така, се разбираме. Во предизборната програма за живот 2016 ветува дека ќе направат трансформација на македонски шуми се со цел да го рационализираат производството во македонски шуми. Тоа беше во програмата на не знам која страница во нивната предизборна програма. Изминативе 4 години, имате добра меморија, се случуваат такви тендери да се богатат локални мотници кои што ќе го земат тој тендер за набавка, односно сече и дотур на дрвна маса по приватните складишта во Република Македонија, каде што граѓаните, нашите сограѓани ќе треба да ги плаќаат истите по цена неколку пати повисока од тоа што треба да биде во складовите на македонски шуми. Значи, класичен криминал. Класична злоупотреба на позицијата директор на македонски шуми, класична злоупотреба на позицијата влада. Значи, тоа акционерско друштво е формирано за да биде давател на одредена услуга, а тоа е задоволување на потребите на граѓаните со снабдување на дрвна маса. Вие изминативе години имаше неколку огласи каде што се вработува по 200, 300, 500 сезонски работници во македонски шуми за да направат таква операција за сечење дрвната маса. А не да се даваат тендери на приватни мотници да блиски до власта да имаат бенефит и нормално да профитираат од таа операција. Значи, не знам дали знаете, минатиот месец или предминатиот македонски шуми подели плата од 1 денар, затоа што се доведени на работна екзистенција од недомакинското раситничко трошење, а од друга страна се распишуваат тендери за тие фирми да прават профит на државна сметка. Тоа што се разнебитуваат македонските шуми, сечат без планови и така натака, тоа веќе друга приказна. Ама се надевам дека ќе дојдат подобри времења за правдата во Република Македонија и сите вакви злодела кои што се направени, не само со шумскиот фонд во Република Македонија, и со другите сегменти во овој делокруг на министерството, ќе треба да сноси некоја одговорност. Шумите се национално богатство. Треба да се работи домакински, да се грижиме за тој фонд, да се обновува и да се стопанисува. Ние гледаме дека само одредени локални мотници се во прв план. И тоа луѓе блиски до власта. Тоа не се луѓе обични кои што учествувале некако постапка. Тоа се луѓе блиски на власта во одреден регион на државата каде што профитираат на таа основа. И денеска стигаат и до мене како човек кој што е препознатлив во делот наградот од ВМРО ДПМН, каде што викаат не можам да си уплатам дрва, народски кажано во македонски шуми, морам да идам во склад каде што треба да ги платам по 3500 денари и тоа некоја втора, трета категорија. Зашто постои македонски шуми? За да згрижува партиски војници на СДСМ и да дели тендери на своји блиски луѓе? Тоа не е целта. Ама ќе има одговорност. Кога ќе дојде таа одговорност? Се надевам дека луѓето ќе ја препознаат и веќе ја препознаваат погубната политика на СДСМ, а искрената и честниот пристап на ВМРО ДПМН. Ние кажав и во текот на дискусијата, имаме сериозен план во секој од овие сегменти да понудиме на вистина работи кои што ќе значат подобрување на условите и нормално земјоделскиот сектор во целина. Ова што сега се случува е освен кражма, криминал, друго не можеме да зборуваме. За било кој сегмент. Сакате за водостопанство да збориме за сепарациите широм Република Македонија? Приоритет на менеджерскиот тим на Наде водостопанство беше пред 2 години да купи на лизинг, не знам, возила за 200-300 илјади евра. А вработените лани во пандемија нема здравствено и социјално осигурување. Па мора на пригодно се лечат. Или плата не земаат 3 месеци. Ама затоа сепарации на секој чекор имате во државата. Кој што нормално прават експлоатација на песок и тоа е единствениот профит. А земјоделци е без вода. А акумулацијиве празник е виде. Тоа е политиката. Сака да збориме за субвенции, сакате да збориме за ИПАР програмите, за земјишна политика. Како локални мотници земаат илјадници хектари. За законско решение кое што го спомнавме како ќе се распродава државата. За било кој сегмент, за управа за хидрометеоролошки има милионски тендер за авионско прскање на против град. Вртеше едно авионче низ држава, се дадоа 1 милион евра, а град имаше на секој дел од државата. Не може така. Мора да има одговорност. Ама да резимирам, граѓаните се свесни што значи владење на СДСМ во Република Македонија. Еве за крај
уште едно прашање во два дела. Дали конечно некој некогаш во држава ќе направи ревизија на се тоа што е сработено во секој сектор заседно, вклучително и вашиот. И еве, беше ветуван живот за сите, кога конечно ќе дојде живот за македонскиот земјоделец. Па види, животов беше Што ви се ветуван. иселија? Животот беше ветуван, меѓутоа мислам дека заглави некои од гранични премини низ Европа и не успеа да го продолжи патот до Република Македонија. А ако влечам заклучокот, тоа воопшто нема ни да дојде. Ние многу пати како политичка гарнитура и нашиот председател Христијан Мицковски, еве и јас ке потенцирам во емисијата, нема да се однесуваме реваншистички према актуелната власт. Но само ќе провериме кој како работел во времето на владењето. Ако е утврдена одговорност, ако е утврден пропуст, тогаш ќе има и треба да се понесе одговорност. Оваа држава еднашка за секогаш треба да застане на правиот колосек. Меѓутоа без судство кој што е уценето, без обвинители кои што работат по принципот трас како што слушавме во некои од елементите. Значи мораме да вратиме довербата кај граѓаните. Мораме да создаваме правила, прописи, услови кои што ќе значат сигурен пласман на производиве, сигурна живеачка, сигурен приход на луѓето. Не можеме само со популистички мерки, само со ветување, со ќе биде и така натака. Нема лажење веќе. Чесен пристап, кажување отворено, ова можеме да го направиме за 6 месеци, ова ќе го направиме за 3 години, ова ќе го направиме за 13 години. Ама кога ќе кажеме да го направиме, веќе луѓето не се запоценување да ги манипулираме, во предизборија ни тече мед и млеко од нашите усти, а после тоа ќе наоѓаме изговори како да не биде. Не може. Ако сме се нафатили и сме понудили програма, кој што еве, програмата на ВМРО беше реална и издржана, тоа ќе го реализираме. И плюс многу работи кои што не се ветени, бидејќи не може да обременуваме со све програмата, ќе бидат реализирани. Република Македонија треба еднашка да создрее во овој процес. Ние не можеме да живееме да ги лажеме граѓаните и да се доведеме ситуација да едноставно остане само најстара популација, се друго да ја напушти државата. За кого утре ќе бидеме власт? За кого утре ќе водиме ресор земјоделство? За старите луѓе, за пензионерите, за оние изнемоштените? Не, напротив, ние треба да го развиваме овој сегмент и да даваме една сигурност и за младите да останат и да убедиме што е можно повеќе луѓе се вратат, затоа што во Република Македонија има услови за екзистенција, за нормален живот. Ви благодарам за одвоеното време, господине Трибуновски. Ви благодарам вас, се надевам дека успеавме да ги отвориме сите да разјасниме некои работи. Некои работи, да. Благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Денеска е 2 јуни 2021 година. Техничката реализација беше на Предраг Пандилов, тонската на Мартина Константинова, а главен и одговорен уредник е Љупчо Златев. Имајте убава вечер. Лидер FM 107,4 Лидер.мк